Добар ден, почитувани, започува уште една нова телма амбуланта. Луѓето со дијабетес треба да бидат многу дисциплинирани во грижата за сопственото здравје. Тоа вклучува следење на нивото на шеќерот во крвта, промена во начинот на исхраната, одржување физичка активност. Потоа контрола на телесната тежина и стресот, редовно земање на терапијата. За најголемите и најчестите предизвици поврзани со регулацијата на шеќерот во крвта, денеска разговараме со професор доктор Милчо Богоев, ендокринолог од ПЗУ професор Богоев. Разговорот во студиото ќе го проследите по рекламниот блок. Останете на телма. Многу работи се очекуваат од лицата со дијабетес да прават во однос на тоа што е дозволено, а што не кај нивната болест. Професор доктор Милчо Богоев ќе ни појасни многу работи поврзани со регулацијата и контролата на дијабетесот. Професоре, добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Значи, да почнеме со основната работа. Дека лицата со дијабетес всушност контролираат хронична болест. Тоа е доживотна болест на исхраната, се должи на исхрана и се разбира има и многу други фактори. Да поедноставиме. Ово го кажувам со цел да пациентите сватат дека основно за регулирање и стабилизирање на крвниот шеќер е правилна исхрана, која што ќе биде дадена од лекар кој што се бави со дијабетес, бидејќи е многу погрешна насоката да се оди кон луѓе кои што се бават со нутриција или нутриционизам, кои што гледаат само од една страна. Меѓутоа има многу страни за дијабетесот, значи мора да се одреди точно количината на јаглени хидрати, протеини и масти, за да биде контролата ефикасна. Доколку лицата со дијабетес не се придржуваат према предложената исхрана, да не речам диета, тоа е здрава исхрана. Во тој случај нити самите они, нити ние можеме да очекуваме некои подобри резултати. И затоа нон-стоп напоменуваме дека листата што ја даваме во лебни единици, која што е наједноставна и усвоена од цела Европа, Соединетите држави и понатаму, која што е исклучително едноставна, да ја држат негде закачена на фрижидер или да ја читаат секојдневно, не да ја прочитаат, бидејќи тоа не е ниту роман, ниту филм кој што еднаш се гледа. Значи, тоа е насока за нивното живење, правилен живот и верувајте дека со овие долги години стаж не сум наишол на некој пациент кој што се придржувал на нашите упатства да биде незадоволен од исхраната или од физичката состојба, а уште повеќе се задоволни со резултатите од крвниот шеќер кои пред тоа може да биле вакви или онакви. Значи, професоре, сето она што го конзумираат, тие треба да го претворат во лебни единици. И тие лебни единици всушност некогаш се поистоветуваат со кришка леб. Колку кришки леб всушност е дозволено да конзумираат во текот на денот или пак во рамките на еден оброк? Сега вака, има разлика од кришка до кришка и тоа напоменуваме. Најдобре лицата сами да не сечат леб, него да е тој сечен леб. Од прилика една кришка леб или една лебна единица, онаа која што е едно парче сечен леб, кој што се продава пакуван. Тоа е наједноставно. Колку лебни единици му треба на пациентот зависи пред се од две работи. Прво од неговата телесна тежина, дали е во граници на нормала и е надхранет или евентуално подхранет, и второ работата која што тој обавува. Например, не е се исто да му дадете изброј на лебни единици на некој што седи на биро или на компјутер, има дијабетес, или некој што има дијабетес, или, например, работи некоја потешка физичка работа, например, во фурна, или транспортира нешто рачно и така натаму, и така натаму. Значи, бројот на лебни единици од прилike варира, меѓутоа, во грубо земено, за возрастна особа со просечна тежина и висина, која не обавува тешка физичка работа, од прилike се потребни некаде околу 16 лебни единици дневно. Сега, кој е најчестото прашање тука? Дали се тоа 16 лебни единици за еден оброк или како? Тие се 16 лебни единици или, ако сакате погрубо речено, 16 парчиња леб,
тој пациент може да изеде во текот на денот, меѓутоа распоредено во друг хемиски состав, односно друг прехранбен состав, и тоа поделено во 3 оброка главни. Мора да има 3 оброка, мора да има појадок, мора да има ручек и вечера. А меѓуоброци? Меѓуоброците се состојат од овошје. По 1 до 2 овошки, помеѓу појадок и ручек 1 овошка и втората овошка помеѓу ручек и вечера. Смее да се прескокне оброк? Може да се прескокне оброк, меѓутоа доколку е пациентот на инсулин или на интензивна орална терапија, во тој случај може да упадне во хипогликемија, која што е многу непријатна за самиот пациент. Уште поголема непредвидливост на оваа состојба е доколку пациентот, например, управува со моторно возило или плива и така натаму, значи тоа треба да се избегнува. Начин да се избегне е да се правилно дозира тие лебни единици. Кога зборуваме за лебните единици, во лебни единици спаѓа и млекото, јогуртот, киселото млеко, ова сакам посебно да го напоменам, бидејќи луѓето мислат ако е млекото кисело или јогуртот кисел или не знам некој друг кисел млечен производ, например ајран и така натаму, дека се кисели, немаат шеќер, апсолутно истата количина на млечен шеќер кога што е во пресното млеко, истото количество на млечен шеќер и во јогуртот и во киселото млеко и така натаму. Значи се работи за вкус едноставно. Иначе бројот на лебните единици тука е една шолја, околу 200 и нешто грама кисело млеко или пресно или јогурт е една лебна единица. Но во оние производи што се запакувани во продавниците, не секогаш е наведено колку јагле хидрати содржат. Што да се прави во таков случај, бидејќи во нешто што сметаме дека е протеин, понекогаш има додадено скроб, брашно, па и шеќер. Шеќер има речиси во сите продукти додаден. Да, он се користи доста како конзерванс, посебно сиропот од пшенка во последно време, кој што е многу покалоричен и да речам поштетен, меѓутоа е поевтин од белиот шеќер. Ако на производот нема напишано количеството на шеќер, тоа обично значи дека е за занемарување и не треба да се прави од тоа проблем. Тоа би било една до евентуално преку сила 2 лебни единици надвор од она што ние би го препорачале. Ние се боревме да на секој производ пакован има лебни единици. Меѓутоа, ако продава некој јаболка, се разбира, не може кај ќе ги пише лебните единици и така натаму. Меѓутоа, затоа ние им даваме една шема на која што пишува кој производ од наше поднебје, колку лебни единици има и спрема таа шема он знае дневно колку и како да ги распореди тие цртежи, односно лебни единици, што е многу едноставно. Велите едноставно, да. Но кога ќе ако сакаат така да го применуваат сето тоа. Многу се плашат овошјето да го вклучат во својата исхрана. Има ли некои овошки што се забранети кај диабетичарите? Забранети овошки има во Библијата само. Диабетичарите можат да ги јадат сите видови на овошје, меѓутоа дадени по нашата шема во лебни единици, на пример. 9 зрна грозје е сосема доволно, тоа е една лебна единица, едно парче леб. Или, например, 200 грама лубеница или 130 грама диња. Или, например, една праска или 2 кајсии. Исто една лебна единица. Бананата има, например, 2 лебни единици. Цитронот, кој што е навидум кисел, има исто 2 лебни единици. Така да сите тие се боровинки и други во грамови дадени во нашите шеми, кои што пациентите би требало да ги прочитаат. Јас сакам да напоменам, уште се извинувам, дека претеран внес на овошје не е здраво, бидејќи овошјето содржи фруктоза, тоа е еден друг посебен вид на шеќер, кој што се ресорбира негде околу 50%, рестото се исфрла. Овошјето, вишокот на шеќер кој што се внесува преку овошјето, фруктозата може да влијае на покачување на триглицеридите, така да не смее да се претерува со овошје, ниту пак исхраната да биде содржана главно од овошје. Јас ќе направам една мала дигресија. Во тек на еволуцијата на живиот свет, прво се цицачите дошле најнакрај, бидејќи нивното црево е прилагодено за земање и на животинска храна, значи и на месо,
и на растителна храна. За разлика од некои пониски видови, например цицачи, да речам мајмуни или земите нилски коњи или било што, кои што имаат огромно црево долго, затоа што се исхрануваат исклучиво со растителна исхрана. Тоа сакам да кажам на крај, да поедноставнам дека еднообразна исхрана не е здрава. Јас лично не би ја советувал, бидејќи организмот е така направен да мора да внесува и месо и месни производи, значи протеини од животинско потекло, се разбира и другото растителни и други производи. Кај диабетичарите се советува исхраната да се темели всушност на белковини и на масти? Многу е чудно што ќе кажам дека негде 60 дури во разни понови податоци 70% од исхраната треба да содржи јаглени хидрати. Рестото е протеини, помалку нешто и уште малку повеќе од тоа од протеините нешто масти. Значи трите вида на храна. Сега кога ќе спомнувам за шеќери 60-70%, не е со цел да ги израдувам нашите слушатели, односно гледачи. Тие шеќери треба да се споро ресорптивни. Значи да бавно да се ресорбираат. Нискоскробни што ги нарекуваат? Нискоскробни. Да споро да се ресорбираат и да има многу поголема количина на растителни влакна. Растителните влакна имаат протективно дејство на цревната флора, даваат добра столица, даваат чувство на ситост, што е многу важно, и имаат исклучително или не количество на шеќер, имате чувство дека сте внеле нешто сладко. Тие растителни влакна главно ги има во зеленчукот, ги има и во голем број на овошки и така натаму. Зеленчук кој што ние овде во наше поднебје го имаме во изобилие. Да ги спомнам пиперките, краставичките, црниот патлиџан, салатата и така натаму, боранијата и така натаму. А во однос на засладувачите, што советувате? Да се користи ли стевијата или пак оние вештачки засладувачи? Смее ли да се стави лажичка шеќер некогаш? Ова сега малку интересно прашање и актуелно. Значи, првиот засладувач сахаринот, денеска се обвинува, не се користи како сам сахарин, тој е прв засладувач и можеби еден од најдобрите засладувачи по вкус. Се обвинува за инсулинска резистенција, односно за исцрпување предвремено на панкреасот. И покрај тоа што тој нема грам шеќер, не содржи, него е сахаринат, значи друга субстанца. Денеска е таа повика. Меѓутоа, субстанците од типот на цикламат, стевија и други засладувачи можат слободно да се користат, се разбира во, да речем, некои разумни количества. Тие немаат за сега некои канцерогени или други несакани дејства, меѓутоа сепак да се користат ограничено. Тоа значи, например, кафето или чајот можат да се подготват или со стевија, или со цикламат и така натаму. Дури и колачи и се друго може да се припреми со течности од овие производи, бидејќи немаат калории, немаат јаглени хидрати. При тоа се советува пациентите да бидат физички активни. Но некои се плашат, доколку е интензивна физичката активност, работат со напор, да не им се случи нешто, некаков проблем, некаква компликација. Да дојдат во хипогликемија или пак да им се слоши, да им се качи шеќерот. Тоа е најлесното што може да им се случи, на неувежбан човек. Сега му препорачувате физичка активност, а не сте прецизирале баш тоа и сега, например, земе да трча или вози брзо велосипед или не знам што, некоја потешка физичка активност. Во тој случај може да дојде до многу полоши компликации, срцеви компликации, мозочни и така натаму и така натаму. Значи, кај луѓе од средна возраст, кои што не практикувале досега некоја физичка активност во смисол на активен спорт или движење, за нив се советува лесна физичка активност во смисол на домашно возење на бицикл лесно и шетање, што е најздраво. Сега видите, препораките многу варираат. Некои советуваат 90 минути неделно, други до 120 минути неделно. Значи, тука негде треба да се движи таа физичка активност. Неделно, спорам. Неделно. А дали при тоа секое лице со диабетес покрај себе треба да носи некој шеќер, бомбончиња со гликоза или пак чоколадце, во случај да падне шеќерот при физичка активност? Ги кажавте грешките кои се прават.
Значи Митовите. да. Секој пациент кој што зема некое средство за намалување на крвниот шеќер, освен една група метформин, може да упадне во хипогликемија. Тоа нема дискусија. Причините се многу. Или зел малку повеќе од лекот, што се случува, или го зел 2 пати, заборавил еднаш, зел уште една таблета. Или пак направил поголема физичка активност отколку што треба. Например, ете што знам, трчал или пливал поинтензивно и така натаму, или не внел храна, не внесол храна доволно колку што треба. Затоа ние советуваме пред секаков вид на физичка активност 1 до 2 лебни единици да се консумираат екстра, со цел да се избегне хипогликемија. Меѓутоа и тоа не е комплетна гаранција. Грешката ја кажавте вие. Пациентите носат бомбончиња и не знам чоколада и така натаму. Тие имаат шеќер, тоа не е спорно. Меѓутоа проблемот е во тоа што хипогликемијата мозокот негде троши негде 50 до 70% од крвниот шеќер. Ако хипогликемијата не ја сузбиете во првите минути, може кај голем број на особи, а посебно кај постари и кај лица кај кои што тие хипогликемии се повторуваат од знаење или незнаење, може да доведе до оштетување на мозок. Ја малку претходно споменав, ако случајно вози кола или моторно возило му се случи, тој е некритичен во тој момент, не се знае што може да стане. Значи, да сумирам, ние препорачуваме исклучиво течност засладена, бидејќи ресорбцијата е најбрза кај засладените течности. Што значи тоа? Каква течност, докторе? Да, наједноставна што може да ја најде сегде, например Кока-кола, која што секаде може да ја најде, меѓутоа нормална. Не е Кока-кола без шеќер, не е она Zero или Light, значи обично Кока-кола е една лименка, доколку не може овошен сок, исто така. Но да не е свеж од 7, или да е свеж од 7? Нема никаква улога, шеќерот е тука. Добра. Или пак неколку коцки шеќер да носи со себе, меѓутоа мора да носи и вода. Земањето на бомбони, посебно чоколада, има многу бавна ресорбција, повеќе 10, 20, не знам колку минути. И за тоа време он не е заситен, после упаѓа во глад која што не може да ја контролира и зема премногу храна и доаѓа утре дента со мерен шеќер кој што е двоцифрен висок. Тоа се најчестите грешки кои што, значи засладена течност да повторам. Значи многу е важно во тие моменти засладена течност да се земе. И веднаш да испие, да одмори неколку минути, знаците обично поминуваат за толку време, брзо. Исто така многу е важно се контролира телесната тежина кај пациентите со дијабетес. Што е со оние кои што се покрупни, кои што имаат прекумерна тежина, како пак сега да ослабнат додека се под некаква терапија? Или не сме да се прескокне? Вие зачнавте еден светски проблем, тоа е дебелината. Дебелината е светски проблем и болест. На жалост, добар дел од пациентите имаат над телесната тежина која што треба да имаат. И тоа не е малку, може би некој 10, некој 20 килограми над онаа, да речем, идеална што се смета, што би требало да има. Како да ослаби? Нашиот совет е да се даде одреден број на лебни единици помалку од колку што консумира и да го замолиме пациентот да му укажеме барем 1 килограм месечно да симне. Тоа е голем успех. За 10 месеци он ќе симне 10 килограм. Так. Со специјални некои режими на исхрана кои што постојат, кои циркулираат и лево и десно, факт е дека можат многу побрзо да ослабеат, меѓутоа исто толку брзо ја враќаат телесната тежина. Овој начин значи навикнување на хипоталамусот, центарот во мозокот кој што го регулира апетитот, дека му треба помалку храна. Доколку е тоа перманентно, тој ќе се наштелува на таа пониска вредност. Доколку тоа го правите ад хок брзо, тој на вистина ќе се наштелува, меѓутоа штом ќе прекинете со тоа, се враќа на почетната вредност. И тоа спаѓа во групата на така наречена метаболна меморија, која што е многу тешко да се избрише. Треба многу време. Организмот постојано настојува да си се врати на онаа тоа што стара е наместен бројка со килограмите. Да, таа бројка тачно така. А дел од пациентите кои што примаат инсулин,
си сплашени дека ќе ја покача телесната тежина поради терапијата. Постои ли тој ризик? Има ли вистина во тоа? Апсолутно да. Ево, јас ќе кажам. Значи, треба да ги издвоиме двете групи, двете главни групи. Има сега многу повеќе групи диабетес. Меѓутоа, двете главни се тип 1 и тип 2. Инсулин зависен, инсулин независен. Типот 1, тој мора да прима инсулин и тука дискусија нема. И тоа најдобро 4 пати дневно или со пумпа инсулинска или на друг начин, бидејќи они немаат инсулин, немаат собствена продукција на инсулин. Таа непродукција на инсулин ние точно можеме да измериме колкава е таа, бидејќи инсуларниот апарат, панкреасот не регенерира, не се реновира, тие пациенти остануваат до крај на живот на инсулин. Таа група обично ја задржува телесната тежина која што е имало на почеток или лесно се поправа. Втората група е проблем. Типот 2, тоа се возрастни особи кои што обично навлегле во диабетесот поради вишок на тежина или слаба активност или во секој случај малку преголем внес на храна во текот на денот. Телесната тежина, ако е тука проблем кај нив, доколку се одлучиме да ги ставиме на инсулин. Вашето прашање беше конкретно. Тие пациенти кај кои што е неадекватно аплициран, даден инсулин, кои што не требало да бидат инсулин, не треба да го примаат. Бидејќи инсулинот повлекува со себе течност. Отприлика една единица на инсулин, негде околу неколку грама сол привлекува, солта влече вода и со тоа се зголемува телесната тежина. Плюс го храните масното ткиво, непотребно, бидејќи тоа зависи од инсулин. Колку повеќе инсулин му давате, толку повеќе масно ткиво добивате, толку повеќе телесната тежина расте. Значи, тоа е голема грешка која што се прави. Мора да се процени дали е пациентот за инсулин или не, зашто имаме исклучително прецизни мерливи средства за мерење на неговата лична продукција. Втората грешка која што се прави, сте му даде на пациентот инсулин и он не е добро регулиран, има високи вредности и се покачува дозата. Се покачува дозата и за месец-два имате и покачена телесна тежина. Тоа е уште поголема грешка, бидејќи пациентот прво не е добро регулиран, има полоши вредности на крвниот шеќер и второ има поголема телесна тежина, две работи со кои што треба да се борите. Пациентот незадоволен и вие не сте задоволни. Значи, во тие случаи се зборуваме за инсулинска резистенција во некој случај. Тука се работи за следно, да се намали дозата на инсулин, не да се покачува. Да се одреди доза која што одржува некоја вредност на крвниот шеќер. Сакам да кажам, доколку, например, некој прима 20 единици, му даете 30, и со 20 и со 30, он има исти вредности на шеќер. Значи, спуштите на 20. Тоа е основно. Треба да се додаде друг лек. И тоа се прави грешка што кај нас, поради материјални и други причини во цел свет, се даваат бигваниди кои што имаат исклучително краткотрајно слабо дејство, меѓутоа се многу ефтини. Другите врсти на лекови од групата на тиазолидин диони или пипар-гама агонисти, кои што се исклучително ефикасни во овие случаи, кај нас исклучително ретко се даваат. И велам, нивната потенција е неверојатна и со тоа многу случаи лекот воопшто не е скап. Јас нема да спомнувам како се вика, бидејќи тоа не е цел. Меѓутоа, како група е занемарена. Исклучително ефикасна, меѓутоа се разбира, треба да се видат и контраиндикациите, односно претходно да се разговара со пациентот, бидејќи тој е потентен лек и има контраиндикации. Лек што нема контраиндикации практично не е лек. Сакам да кажам сумирано. Ке ги поканиме професори гледачите да се вклучат во денешната телма амбуланта со нивни прашања. Од овој момент ќе имаме еден сегмент во емисијата кој што ќе биде контактен на сите ваши дилеми поврзани со диабетесот и контролата на оваа болест. Ќе ви даде одговор професор доктор Милчо Богоев, ендокринолог во ПЗУ професор Богоев. Професоре, што значи регулиран шеќер? Колкаво треба да биде нивото на шеќерот во крвта? Може ли да неговата вредност да биде еднаква на она што е присутна кај здравиот човек? Ние сакаме да биде така.
што се бавиме со диабетес, меѓутоа тоа во пракса не е често возможно и не треба да се инсистира на такви линиски математички вредности. Тие се вредности за здрав човек, кон кој што пациентот треба да тежи и ние да се стремиме кон тоа. Меѓутоа, ако имате пациент од 70 години, да речем, или 60 или 80, сега имал сабајле вредности седмица, па вие сакате да го спуштите на 5,6, тоа мислам тотална безсмислица. Значи, тука сме доста еластични во врска со возраста, телесната тежина и општата состојба, се разбира, на пациентот да нема и некоја друга придружена болест, каква е, што е и така натаму. Значи, поблаги се критериумите кај возрастната популација, да кажем кај диабетесот тип 2. Тоа не значи дека треба да се запушти. Меѓутоа, она на што посебно би обратил внимание, тоа е овие пациенти да го мерат крвниот шеќер 2 часа после главниот оброк, значи после ручек. Ако се тие вредности негде околу 8, па дури и 8,5 за постари особи, сметаме дека пациентот е добро регулиран и може да настави со терапијата која што до тогаш ја земал. На гладно треба да се измери шеќерот? На гладно треба да се мери шеќерот са бајле малку пред појадок. Значи веднаш постанувањето пред да се консумира оброк. Вредностите денешни се на жалост исклучително ниски, 5,6. А порано беа 6,5. Што и зашто е тоа спуштено може да нагаѓаме и може и да претпоставиме. Меѓутоа, сакам да кажам дека вредностите треба да се движат са бајле помеѓу 5 и 6, 6,5 на гладно кај пациент со диабетес се сосема одлични и прифатливи. Имаме гледач, ке му дадеме предност. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Поздрав до емисијата, до докторот и до водителката. Благодарам. Докторе, јас добив шеќер пред 4 месеци. И тоа прво беше на преглед за снимка на бубрезите. Докторот ми кажа дека имам намалена функција на бубрезите, едењо ми работи 90%, едењо 80%, а нормално се вика функционират. Меѓутоа до тогаш немав шеќер, а после тоа одмах ми се качи шеќерот. Кријниот шеќер ми се качи на 12, а мислам другиот од 8 повеќе не ми е. Ма го мера во секоја сабали, ете сабали ми беше само 7,5, а за храна ми викат тестенини не смеш, месо не смеш. Била сум само на интернист, доктор, мислам. Никакви тестенини, никакви шеќери, никакви Така, не ви е лесно очигледно, затоа што ви е направена и рестрикција во исхраната. Па сега ви интересира, предпоставам, што може да се направи во вашиот случај. Пошто месето ми е забрането и за бубрезите, дали смеам нешто да јадам, дали не. Што ви е дадено за диабетесот? Што да јадам, доктор? Што ви е дадено за диабетесот од терапија? За диабетесот пијам метформин, 1 таблета на ден. Баш тоа што не треба. Молим? Баш тоа што не треба. А кажете, доктор, што треба? Па сега малку несериозно од моја страна да ви давам совети преку телевизија. Метформинот се исфрла во главном преку бубрезите, а вашите се оштетени. Према тоа имате задршка, а ефектот, кажавте сами, е многу слаб. Во прашање дали бубрезите откажале, а ми рековте едниот 90% работи, другиот 80%. Практично нормално работат. Не знам колку години сте вие, ама према гласот... 75. Ете така, према гласот така и проценив. На ваши години не може да очекувате вашите бубрези да работат 100%. Тоа е нормално. Бидејќи органот како орган губи. За останатата терапија најдобро да се обратите кај сакате. Меѓутоа, што е дадено не е како треба за кај вас. Од мене толку јас понатаму не би сакал да навлегувам, бидејќи ова не е ординација. Доктор, какви таблети ви требат? Така, ќе треба да направите еден преглед. Морате да направите убав преглед и консултација и во врска со исхраната прво и второ со терапијата. Би можело, професори, со исхраната да се реши доколку се работи за диабетес тип 2? Треба да ја видам особата. Ако е надхранета, може би само со исхрана. Ако е надхранета. Меѓутоа, ако е на нормална или намалена тежина, не. Во тој случај не, ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден за него. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало. Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден.
Се слушаме ли? Да, ве слушаме одлично. Кое е вашето прашање? Видете, вака. Цело време јас се бавам со улкус булби доодени и на вентрикуларниот тракт пак улкус. Со шекер ми мерија, викат дека немам шекер. Инаку 68 години сум, многу движам, значи одам, физички работам, активен сум, дури и кога спијам одам. Значи, немам проблем со околу тоа. Сега, како, ја не знам, јадам благо доста, сега пивце си пијам моментално, на ракија не сум баш, ама пивце, таква работа. Сега, значи, пошто шекер немам, не ќам ни да го добијам шекерот, но како се заработува еве на овие години? Што треба да правам па да не го заработам шекерот? За да не добиете шекер. Добро, ви благодарам. Што треба уште нешто да не грешам во таа работа? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Еве професора се јави еден повозрасен човек кој што се разбра кој нема дијабетес, а и не сака да го добие, што е логично. Што е превенцијата? Значи превенцијата е прво благото, ако може да го сведе на минимум или да го исфрли сосема, бидејќи нема корист и потреба од тоа. Тука спаѓаат колачи, посебно за сладени пијалоци. Од типот јупи, кока-кола, не знам, сокови. Газирани, затоа што ресорбцијата е многу брза и скоро целосна на шеќерот. Тука се внесува најмногу шеќер. Благи работи во смисол на торти, не знам, колачи и што све не е друго. Значи тоа да се редуцира на минимум, може една блага работа после ручек или за ужина, не да се исфрла сосема или ако оди на роден ден или не знам што секако ќе си касне. Втора работа, пивото има доста шеќер. Значи една чаша мало пиво има отприлike шеќер колку една лебна единица. За разлика од виното и другиот алкохол кој што немаат шеќер. Друго, не знам, од исхраната би советувал повеќе зеленчук, неколку овошки на дневно и месо од кој вид сака, без никаков лимит. Велат медитеранската исхрана дека е добра, дури и за дијабетичарите, дали е тоа точно? Медитеранската се смета дека е најдобра, најприфатлива е. И докажано е дека статистички луѓето од Медитеранот најдолго живеат. Тоа не значи дека треба да се гледа вака на таа медитеранска исхрана, бидејќи тука имате и генетска предиспозиција. Так. Тука се умешани и гени, тука спаѓаат грците, спаѓаат дел од Мала Азија, италијаните, кои што од Старото Римско царство, шпанците, французите и така натаму, кои што инаку имаат нешто подолг живот и инаку генетски, меѓутоа исхраната точно е дека е многу прифатлива, здрава, ние имаме во нашето подручје комплетно. Со тоа што немаме, не може да си имаме риба, меѓутоа не може да си дозволиме од разни материјални и други причини. Инаку и самите медитеранци баш многу често и секој ден не консумираат риба. Так. Посебно не морска риба, бидејќи сега морската е доста и загадена. Има тешки метали, жива и така натаму и така натаму. Меѓутоа најважно е зеленчукот, грубо сукано тесто, маслинов зејтин, маслиново масло сурово, да не се готви, значи да се салатата прави, доста зеленчук и нешто овоше, тоа е углавно. Тестенини има доста по Медитеранот, посебно ако идете Италија, Шпанија, они грубо месени тестенини домашни. Тие се советуваат. И физичка активност, бидејќи лаички кажано го спушта шеќерот. Така е, така е. Ке вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум од село, жена, 72 години. Шекер немам, претисок. Да, ама го регулирам со апчиња. Меѓутоа, неретко ми се случува, ми се растресава снагата и осеќам глад за јадење. Што е тоа? Не знам, го слушнав лекарот, шекер, вода, вика, да се напијте. Каква телесна тежина имате? Имам апетит. Мислам, било што да ми дадат ке јадам. Така, телесната тежина, килограмите?
Килограми 72 кила, методи 67 сум, 72 години сум Така. и така. Добро, ви благодарам за вклучување во програма. Професоре, што можете? Многу прашања во едно. Значи, прашањето кога овие епизоди се јавуваат. Дали е тоа на гладно или после јадење благо? Тоа е многу важно. Зошто после јадење благо никогаш се јавува? После ваков јадење проблем? благо тоа е прашање и за основците во школа и за малите деца. Бидејќи се бајле кои ќе станат од брзање, било од родителите или они закаснели така натаму, ќе земе нешто благо, например, парче чоколадо или некој колач или сок и ќе оди на школа. Кога ќе внесете вие чист шекер во организмот, го стимулирате панкреасот да лачи инсулин. Тоа лачење на инсулин е нормална појава, меѓутоа е неконтролирано и се излачува многу повеќе инсулин отколку што треба. И нему му треба некое време за да тој се разгради, се излачи. Во тоа време се јавуваат знаци на хипогликемија, глад, главоболка, слаба концентрација и така нарушување на видот и така натаму. Затоа советуваме кај здрава особа и кај деца и така натаму, значи благото да не биде на гладно дадено. Туку да се после зема оброк. после оброк. Да, и се разбира во некои разумни количества. Што се случува со пациентката, односно не е пациентка, господјата која што се јави, не можам да кажам, бидејќи она треба да измери шеќер баш во тој момент кога ги чувствува знаците. И точно ќе ги знаеме бројките Ако дали е тоа нагладно се случува, без тогаш веќе може разлика е кога проблем. се случува. Значи да тој измери, момент да да имаме измери. цифри, бидејќи диабетесот е болест на бројки и ние точно ќе знаеме дали е хипогликемија или е нешто сосема трето. Скриениот шеќер ќе даде одговор? Скриениот шеќер нема да ја даде одговор. Добро, идеме понатаму со уште еден гледач. Уште едно прашање од гледач. Ке слушнеме во денешната телма амбуланта. Добар ден за него. Ало, Во програма сте, повелете. добар ден, едно прашање до професорот. Повелете. Имам 69 години, Така? 69 години, 79 кила, шекерот ми е 5,8. Само ќе ве замолам да го следите разговорот Во ред, преку слушалката, извинувам. не преку телевизорот, бидејќи Јадам мед една тегла 10 дена. Дали ми смета, дали тоа смета или не? Веќе тоа го консумирам околу 40 години. Една тегла 10 дена мед јадам. Овошје зеленчук јадам. 79 кила сум, 68 години. Така. Дневно по 15 километри пешачам. значи И сте немам физички никакви активен, проблеми. сега за сега. Дали медот ми смета да го намалам или не? Така. Јас би ви препорачал уште наредните 40 години да си земате исто количина мед. Нема да ви смета апсолутно, продолжете. Значи медот не создава проблем, професоре? Не, медот е една лажица, тоа е сложен шеќер колку едно парче леб. Човекот има физичка активност, медот има и други состојки, да не навлегуваме, кои што се многу корисни и плюс представува задовојство по една до две лажици дневно апсолутно Значи слободно да продолжи со оној животен стил што продолжи, го да има, не си бидејќи го расипува очигледно му годи. задоволството, да. Така. Професоре, вие објавивте современ прирачник за пациенти со диабетес мелитус, во кој што се сублимирани бројни совети препораки кои што се поврзани со начинот на живот кој што е неопходен кај оние кои што е диагностицирана оваа болест. Бидејќи доколку нема добра едукација и добра поддршка, навистина е тешко за лицата со диабетес да ги спроведуваат сите оние препораки и совети кои што се треба да се практикуваат на секојдневно ниво. Книгата што ја Еве, покажавте, да, тоа е. Ова е книга практично препечатена е од 2018 година, бидејќи основите на потеклото на болеста, компликациите и исхраната и основните лекови се дадени тука, нешто битно не е променето. Ова е второ издание, првото беше доста поголемо и можеше да се користи и за специјализанти и за пациенти. Колкав интерес побуди, не знам, бидејќи ние како нација не сме баш многу наклонети кон читање. За жал. Па не знам, навики се во прашање. Книгата ја издаде Друштвото на диабетичарите од Битола, како и првата и втората, ова е трето издание.
Тие се бесплатни за пациентите, напоменувам. Никој од нас не земал никакви средства за тоа, значи се поклон за пациентите со единствена желба да го читаат. Не да го прочитаат, да го читаат и да видат отприлике каква болест имаат, посебно за исхраната, посебно за лековите и така натаму и така натаму. На веб страницата на Друштвото за диабетичари на Битола, ние пациентите се потрудија да има човек кој што чита од книгата, така да пациентите и не Во аудиоформа го имаат. Во аудиоформа не мора да читаат. А за останатите кои што сакаат малку подлабоко да се запознаат, на нашата на веб страницата од ординацијата може да ја најдат проширеното издание, меѓутоа не може да го симнат од интернет, треба да го читаат. Да го читаат. Така да ете сме се потрудиле за оние кои има навистина желба да навлезат во својата сопствена ситуација, болест за нивен подобар и поудобен живот. Јас тоа топло би го препорачувал, бидејќи сите изданија се правени за не се правени за доктори, не се правени за специјалисти, се правени за пациенти, меѓутоа сепак е дадено горе-доле се што еден пациент би требало да знае. Така, би требало да знае, многу важна е едукацијата, бидејќи пациентите со диабетес самите го следат нивото на шеќер во домашни услови, со специјални апаратчиња. Имат ли докторовие апаратчиња некакви ограничувања? Дали секогаш се веродостојни резултатите што ќе ги дадат? Не знам што да кажам сега вака. Има на пазарот многу апаратчиња, многу видови, се разбира многу производители. Едноставно кажано и практично сите се навистина добри. Ние имаме искуство скоро со сите кои што се на наши подрачји. Сега видите, на пациентите им советуваме, доколку не добијат бесплатно, а на некој начин, во тој случај да го купат тоа што им одговара према цената. Имате од една цена до друга цена. Финансиите игра тука. Некоја разлика голема во квалитет, верувате, нема. Меѓутоа, она на што ние му обрнуваме секој пат внимание, прво мора да има апаратче за шеќер, секој пат да го носи со себе, и клиентите кои што ги купуваат, а кои што се потрошен материјал, мора да внимаваат на датумот кога истекува рокот. Надвор од тој рок, лентите се неважечки. Так. Исто ме прашавте дали има разлика од апаратче до апаратче. Има. Од неколку, од 10 дури до 15% е дозволена разлика во бројките. Тоа е дозволено. Тие се апаратчиња кои што ги прикажувате тука и кои што нашите пациенти ги користат, кои што функционираат на боцкање. Значи треба да направите крварење и капката крв од капката крв се зема примерок за шеќер. Има денеска кај нас исто, не знам дали може да се набават, меѓутоа секаде на запад ги има апаратчиња за бескрвно мерење на шеќер, кои што се во вид на некој вид на фластер, една апликација која што се става на рамото, која што трае 15 дена и имате специјално апаратче или дури и на мобилен, може да со приближувањето на апаратот или мобилниот без никакво боцкање да си ја прочитате вредноста. Се разбира, тука е во прашање цената. Значи морам да ги кажам, тие опции ги има денеска и постојат. А професоре, доколку некој пациент почувствува симптоми на хипогликемија и направи испитување на домашното апаратче, добија нормални резултати, на што треба да поверува? Дали на субјективното чувство или на вредноста што ја добиле на апаратчето? Вака. Ако е пациент кој што започнува со диабетес и терапија за диабетес, во тој случај треба да му верува на апаратчето. Доколку има пациент со поголем диабетичен стаж, апаратчето ако покаже нормални или близко нормални вредности, треба да поверува на своето чувство и да земе нешто благо, една чаша овошен сок или кока-кола. Би требало. Зошто? Бидејќи нервниот систем кој што ги регистрира вариациите на гликемијата, практично мозокот е тој што реагира, он и трпи промени кај долгогодишниот диабетес и станува помалку чувствителен.
Така да на повисоки вредности, он сака уште поголеми вредности на шекер. Значи, ако е 5 шекерот, нему му е можеби малку, сака да биде 6 или повеќе, за разлика од оние за кои што започнуваат. А дали тримесечниот шекер, оној гликолизиран хемоглобин што се испитува, треба да се прави редовно на секои 3 месеци или пак еднаш во годината? И што всушност со него утврдувате? Со него се утврдуваат практично шпицевите на гликемија, повисоките вредности во изминатиот 3-месечен период. Или грубо земено просекот на некој криви на кој што се движел шекерот. Кај пациенти кои што се на инсулин и кои што имаат нестабилен диабет се советува према најновите пропозиции на Федералната агенција за диабетес на Соединетите држави на 3 месеци обавезно. Меѓутоа, кај пациенти кои што се стабилни и постари, на пола година. И доколку се вредностите добри или пристојни. И една друга работа ќе кажам, бидејќи се работи за некоја статистика и така натаму, вие знаете дека статистиката е наука за лаги. Према тоа најверодостојни се дневните мерења на шекер. Овие се само некои просеци кои што можат доста да не упатат, меѓутоа не е да ги исправиме сите грешки и проблеми. А советувате пациентите да имаат и лентички за урина во домот, на кој што има едно поле што се ја менува бојата, па потоа се споредува со скалата на кутијата? Лично да ви кажам, не би советувал доколку има апаратче за мерење шекер. Полесно е да мери во урина. Меѓутоа, каде е чворот? Во урината, во мочката, шекерот се излачува само доколку е преку 10 милимола на литар или по старо 180 милиграм посто. Под тие вредности немате шекер, освен кај особи кои што имаат понизок бубрежен праг, кои што се ретки. Значи, тоа е само апроксимативно. Значи, ако имате во мочката, значи е преку 10 милимола. Дали е 15, 20, не можем да кажем. Према тоа не е апсолутно мерило. Не е тоа апсолутно мерило. Ви благодарам многу за денешното гостување. Имаме предвидено уште некои интересни прашања поврзани со оваа состојба, но секогаш постои можност за уште една емисија. Ви благодарам уште едно за гостувањето и за сите совети и препораки кои што им ги упативте на лицата нашите гледачи кои што имаат диабетес. Благодарам. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.